По повеќе од 2 месеци во шутка, првоосомничениот за рекет Бојан Јовановски во понеделник за прв пат ќе биде спроведен од притвор за да се соочи со шефицата на организиран криминал Вилма Русковска. Обвинителството за телевизија 24 потврди дека тој е повикан да даде исказ. Јовановски е осомничен за изнуда на 1,5 милиони евра од бизнисменот Орце Камчев и за перење пари. А ден после него пак во вторник поранешната шефица на специјалното јавно обвинителство Катица Јанева повтор пат ќе биде испрашувана од колешката Русковска, но сега не како сведок, туку како осомничена. Ниту гаранцијата од 3 стана не и помогна на Јанева да излезе од притвор. Русковска дала негативно мислење за таа да ја напушти шутка, а кривичниот суд одби да ја ослободи. Адвокатката пак на Јанева Ирена Фрчковска во интервју за 360 степени на телевизија Алсат вели дека ќе ги спори снимките на Камчев, бидејќи биле прибавени на нелегален начин. По она што го видов, од материјалните докази не произлегува било каква инволвираност или индиции за постоење на основано сомнение дека Јанева го сторила делото кое се става на товар. По моје мислење, тие се докази сега во овој момент се докази кои што се стекнати на незаконит начин. Предпоставам дека ќе бараме нивно извојување. Државниот обвинител пак Јовески за телевизија 24 вели обвинителството ќе стои на ставот дека снимките се доказ во постапката против Јанева. Тоа е право на одбраната, но обвинителството ќе стои на ставот дека снимките се законски. Русковска ја осомничи Јанева дека овозможила Боки 13 и Зоран Кичец да ќарат 1,5 милион евра од Орце Камчев, а за себе добила мебел вреден 5000 евра. За сметка на ова под влијание пак на Јовановски, Јанева прифатила на бизнисменот Камчев да му биде олеснета позицијата на осомничен во истрагата империја. Прв од осомничените исказ даде Зоран Милевски Кичец. Досега за рекет сведочеа политичари, бизнисмени, лица од меѓународниот сојуз, но и од естрадата. Последен исказ даде бизнисменот Азманов, кој пред камерите и пред Русковска тврдеше дека Боки 13 му се заканувал со случај против него кој му паднал во раце преку Катица Јанева, а бил отворен од финансиската полиција. На распит вчера беше и председателката на собранието на невладината на Боки 13, Агапи Дика, а беше испрашана и продавачка од луксузна продавница од која Јовановски набавувал мебел.